Во прашање здравата исхрана. Летото е дефинитивно најдоброто годишно време кога можеме најмногу да уживаме во здравите и свежи намирници, пред се во сезонското и разнобојно овошје и зеленчук. Барем на лето треба да се избегнува пржената и мрсна храна, а квалитетната риба да се конзумира што повеќе. Најмалку еднаш до 2 пати во текот на неделата. Практикувањето на ова добро влијае на нашето здравје и помага во превенција на болестите. Што се однесува до исхраната која што треба да биде присутна во летните денови, пред се таа треба да биде нутритивно богата, меѓутоа да не биде сиромашна во хранливи нутриенти. И тоа значи дека не треба да биде калориски многу јака и многу масна, бидејќи не треба да представува проблем за системот на дигестија, односно за системот на варење. И на тој начин би овозможила многу полесно поминување на сите дневни обврски, без разлика дали станува збор за активен одмор или се уште го посетуваме своето работно место. Она што може би најчесто како некоја правило кое што во летните денови секогаш го спомнуваме ние лекарите е доволниот внес на течности. И овдека посебно треба да се обрне внимание на децата и на возрастната група над 65 години, бидејќи кај нив самото чувство на жет е намалено, па ќе спомнеме дека секогаш треба да се внесува вода и тогаш кога не се чувствува жет, бидејќи клетките го памтат тоа и најчесто ќе ви вратат тогаш кога нема ни да знаете. Почесто конзумирајте црвено, портокалово или жолто овошје. Шаренилото на овошјето во чиниите нуди многу хранливи материи кои го штитат организмот од дејството на слободните радикали, го намалуваат воспалението и помагаат за намалување на штетниот холестерол. Исхраната во летниот период треба да изобилува со вредни хранливи состојки, кои ќе го штитат организмот од штетното зрачење, па така помагаат во превенција на канцер на кожа, предвремено старење и појава на брчки. Оние присутни кровнички, грицкалки по плажите, кои што се неминовни, сладоледот за освежување и така натаму, се најчесто ставени во групата на таа така наречена храна која што ние не ја препорачуваме и затоа секогаш велиме дека е многу подобро да се припремиме во однос на денот кој што сакаме да го поминеме на плажа или во однос на самата летна топлина со намирници кои што ќе помогнат да ја заштитат кожата и одвнатре, бидејќи храната има исто така улога во заштита на овој најголем орган, бидејќи кожата е најголем орган на нашето тело и тука да кажеме дека неприкосновен шампион е храната богата со омега-3 масните киселини кои што имаат антивоспалително дејство, тука е рибата и морските плодови, значи кои што се богати со овие омега-3, потоа значи исто така линените семки, бадемот и сончогледовите семки да не ги заборавиме како присутна грицкалка која што ќе обезбеди огромна количина на витамин Е. Сонцето има двојна улога. Ни е потребно заради добивање на витаминот Д, меѓутоа исто така има и штетно влијание со неговите зрачења. Заради тоа од една страна се заштитуваме со облеката, меѓутоа од друга страна го заштитуваме нашето тело и нашата кожа со храната. Лубеницата која што е богата со вода, значи која што во себе има цитрулин кој што ги заштитува малите крвни садови, дињата и кајсијата кои што се, да кажам, полнење на дневната доза на каротенот бета, значи исто така кој што е потребен во летните месеци. Понатаму, значи исто така ќе ги спомнеме бубичастите овошја кои што се богати со антоцијаниди, понатаму со елагичната киселина која што има силен антитуморски, антиканцер ефект, значи е фокусирана науката на незиното делување, така да летото е годишно време во кое што навистина трапезата треба да не биде полна со сезонското овошје и зеленчук и така нема да сгрешиме во изборот. Да не се оптеретува дигестивниот систем, пожелно е да се користат свежи намирници во чести, но помали оброци, а да се избегнуваат многу сладките јадења и пијалаци. Организмот на лето природно бара храна која е лесна за варење, богата со вода и минерали кои се губат преку потењето, со повеќе растителни влакна, а помала количина на масти и протеини. Свежите овошни сокови и ферментираните млечни производи со ниска содржина на масти се корисен извор на ензими, корисни бактерии, витамини и минерали.